тони. Така да, имаме тука, еве ќе направиме са интересно нешто. Сега ќе направиме сега една интересна работа, која сме ише кај нуклеарна војна. Еве тука ќе видиме сега, и тоа ќе го споредиме со Македонија. Ќе направиме full screen. Пошто ние сме дел на НАТО, рачунете дека доколку се деси нуклеарна војна, тотална нуклеарна војна, сите членки на НАТО, мислам, Германија ќе биде, цела Германија ќе биде претворена во стакло, Франција ќе биде претворена во стакло, Велика Британија ќе биде претворена во стакло, Шпанија најверојатно ќе биде претворена во стакло, Италија најверојатно ќе биде претворена во стакло. Сега, за помаливе држави што се небитни од НАТО, верувам дека ќе кркнеме по една нуклеарка само во главните градови, поради тоа што тука е најголемата концентрација на популација и генерално најголемите воени бази се наоѓаат во околините на главните градови. Сега, тактичка нуклеарка, што ви ја кажувам јас, тактичката нуклеарка би била, еве да речеме 15 килотони, и генерално сите нуклеарки се airburst. Зошто се airburst? Не маваат на детонација на ниво на земја, туку детонираат од воздух, за да има што е можно помалку fallout. Што е fallout? Нуклеарен fallout, тоа е доколку експлодира на земја, сите гомнари што ќе ги сфрли нагоре, значи бетон, згради, коли, оно, тие се сами по себе радиоактивни. Кога ќе експлодира на земја, оно све расфрла на страна. И е многу поголемо уништувањето кога е на земја, кога ќе експлодира нуклеарната бомба. И тоа место нема да може да се насели тука у наредните 50.000 години. Тони Богдановски, ти благодарам за поддршката. Значи не само тоа место, еве сега ќе видите, значи ќе ви демонстрирам. Ќе направиме и casualties и radioactive fallout. Сега прво ќе видиме 15 килотонска нуклеарна експлозија, доколку се деси на земја, доколку експлодира у Скопје. Еви. Значи, добри 5-6% од градот ќе биде срамнет со земја, значи ова е ground zero, ова кај што еве ви тука ви пишува све. Овде нема да остане ништо, значи пепел, во црвенава зона ќе биде се малтене уништено и понатака има како се шири, така е се поголема веројатноста да преживеете. Нуклеарниот fallout е огромен, можете да го забележите на кај ќе иде и што ќе се деша. Значи ова е само од една тактичка нуклеарка. True Warrior фалат за 250 денари. И ова е со ground burst, значи ова е доколку се детонира на земјата. А доколку се детонира на како се вика во воздух, така има многу помалце дебри, многу помалце нуклеарен отпад, што би се рекло, и тогаш ќе биде многу помали ќе бидат ефектите. Генерално сите нуклеарки што ги користат експлодираат airburst. Меѓутоа, доколку дојде до таква глупа некоја војна кај што ќе сакаме да се испуништиме, сите ќе бидат surface detonation. Со ваква експлозија на 15 килотони се вика дека ќе има 21.560 луѓе веднаш умрени, а 55.000 повредени. If any given 24-hour period, there are on average 174,000 people in the light blast range of simulated detonation. Значи 174.000 и така натаму. Сега да видиме airburst доколку се деша. Еве ви колку се помали последиците доколку нуклеарката пукне од воздух, има многу поголемо уништување, значи поголемо уништување, радиусно уништување, на смртоносно уништување, меѓутоа нема fallout како што можете да забележите. Еве ви кај се до кај е смртоносно и што е смртоносно. Затоа има и поголеми casualties, што се вика, тука смета камерата, ќе ја трнеме. Затоа има и многу поголеми, како се вика, бројки на жртви, меѓутоа вака има помалце штета за населението што ќе биде отпосле. Значи, многу побрзо ќе биде местото погодно за живење и многу помалце ќе има нуклеарен
отпад. Сега ова е тактичка нуклеарка, доколку дојде до Трета светска војна и ние како земја членка на НАТО попиеме една мегатонска нуклеарка, тука ги имаме сите, значи, еве ги на ова е Топол ова, Топол Викинг, Трайден. Да, нас ни треба руската, Донгфенг, добро, Цар бомба, Касл Браво, Largest Use, Сага Майк, Фортич, Тайтан Warhead. Да, нас ке не погоди, нас би не погодила, каде ми отиде? Тополот, еве го. Нас би не погодила ова, и доколку се деси Surface Detonation, можете да се кис гудбајнете со целото Скопје, а богами и добри делови на Јужна Србија и добри делови на Бугарија. Ова рачунете дека тука ќе биде ненаселливо, овде ќе има огромни последици и овде ќе се осеќаат последиците после многу години. А Скопје, дами и господа, ќе биде срамнето со земја, односно тоа ќе ни биде нашата награда за тоа што сме членки, земја членка на НАТО. Тоа е, а не, доколку се смилуваат русите на нас и пуштат Airburst, односно нема да биде детонација на самата земја, значи импакт, доколку се деси над Скопје, односно Airburst. Не видов, чекај, не видов само ова, не го видов ова. Значи со претходната детонација со од земја, цело Скопје е тотално уништено, повредени ќе има многу помалце поради тоа што нема да остане никој за да биде повреден. Сега овие бројки овде, овие бројки се со тоа доколку Скопје има 500.000 жители според стари бројки. Во моментов Скопје има 1.000.000 жители. Тоа мислам го знаеме сите. И овие бројки ќе бидат многу поголеми. Ајде сега да видиме Airburst што ќе каже. Доколку се деси Airburst, 244.000 мртви со 215.000 повредени, односно рачунете дека цело Скопје. Така да ето ќе се за да срамнат со земја Македонија, им требаат 5 нуклеарки. Тоа ќе го добиеме како земји членки на НАТО, а доколку не знам колку сте прателе ваква историја на нуклеарните оружја и општо историја на оружјата, најјаката, најголемата бомба некогаш тестирана, односно дизајнирана е Цар бомбата, која што требало да биде 100 мегатони, меѓутоа немале како да ја исфрлат, не можеле како деплојмент, како да исфрлат, не можел ни еден авион да носи, и од 100 килотони ја намалиле на 50, од 100 мегатони ја намалиле на 50 мегатони. И да видиме што ќе се деси доколку таква бомба би експлодирала, таква немаат, не ги произведуваат, може би имаат, меѓутоа окей. Еве што би се десило доколку една таква бомба експлодира врз Скопје на самата земја. Значи ground burst да биде. И што би се десило доколку експлодира во воздух? А доколку русите ја имаат таа од 100 мегатони бомба, која што не постои, само на папир била, да видиме што ќе се деси доколку беше surface detonation. Па добро, пола Бугарија ќе беше умрена од, како се вика, од радиација смртоносна. Шо сакаш, маче? Шо ти? Не знам,